По истекот на 100 дена откако Ивица Димитров ја извршува функцијата градоначалник, денеска на пресконференција тој наброи што се е сработено за овој релативно куз временски период, потенцирајќи ги при тоа најбитните проекти и зафати реализирани на подрачјето на општина Виница. Во своето излагање тој најпрвен се осврна на тоа каква општина наследила од аспект на задолженост и финансиски обврски. На почетокот неизбежно е да потенцирам во каква кондиција ја затекнав општина Виница со моето доаѓање. Со наследен долг во висина од 96 милиони и 700 илјади денари. Долг кој распореден по ставки се движи вака: 39 милиони и 500 илјади денари основен долг. Прв кредит 37 милиони и 800 илјади денари. Втор кредит 6 милиони и 700 илјади денари. Позајмица од Министерството за финансии 6 милиони денари, долг кон советниците за неисплатени паушали 1 милион и 200 илјади денари, како и долг кон училиштата од 5 милиони и 500 илјади денари, или, како што истакнав, 96 милиони и 700 илјади денари. Потоа потенцираше дел од активностите реализирани во повеќе населени места во речиси сите области. Во овој извештаен период бевме активни во сите сфери во нашето општество. Го забрзавме донесувањето на деталните урбанистички планови. Решен е деценискиот проблем со водоснабдувањето за жителите во село Крлани, во Мало Трајановци со средства од општина Виница. За прв пат водата во општина Виница е намалена за 3,1% и жителите користат најевтина вода за пиење во Република Македонија. Во село Градец реализиравме 3 крака на канализациона мрежа, со што се поврзани со главната канализациона линија. Финализиран е проектот за реконструкција и партнерно уредување на детската градинка Гоце Делчев со средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Виница. Ископани се бунари за каптажа на вода за пиење во село Лески, со што се решава проблемот за вода за пиење, каде минатата година жителите на село Лески немаа вода за пиење повеќе од 6 месеци, со што овој проблем е веќе решен. Расчистени се патните правци, тротоарите и банкините од градот Виница кон најблиските села, тоест кон село Виничка Кршла и кон село Лески. Извршено е поврзување на новиот резервоар за вода за пиење за жителите на 3 мала, и тоа Мајсторци, Беловци и Петревци во село Грлани. Поставени се нови канти за отпадоци на најфреквентните улици во градот Виница. Во овој период извршивме и чистење и регулација на коритата на Градечка и Виничка река, и тоа ќе се прави во континуитет со цел да се избегне опасноста од излевање и нови поплави. Дадовме несебична поддршка на спортските клубови и финансиска поддршка ја зголемивме од 1 милион на 1 милион и 500 илјади денари во буџетот на општина Виница предвиден за 2018 година. Градоначалникот Димитров ги најави проектите кои се во фаза на подготовка за реализација, а кои се од особено значење за граѓаните. Во село Блатец во тек изградба на каналски систем за наводнување и санација на локалните патишта. Во село Лаки моментално работиме на изградба на подпорни зидови. Во тек и тендерска постапка за набавка на нов ровокопач во вредност од 3 милиони и 600 илјади денари, од кои 2 милиони и 600 илјади денари се грант, а 1 милион денари е од страна на општина Виница. Поголеми инвестициони програми со чија реализација отпочнавме од месец март се следниве. Ке се изврши реконструкција на водоводната мрежа во градот Виница во должина од 3698 метри во вредност од 6 милиони и 500 илјади денари. Ке се реконструира и пренамени училница во село Лески, финансирана од УНИСЕФ во рамките на програмата за ран детски развој. Обезбедени се средства од страна Швајцарската банка за развој и инвестиции за физибилити студија за прочистителна станица во вредност од 150.000 швајцарски франци. На крајот, тој ја истакна соработката со централната власт, од која поддршката е целосна, но врз основа на конкретни и квалитетни проекти. Во овие 3 месеци често се слушаме и со дел од министрите, меѓутоа доколку сакаме да имаме поддршка од страна на централната власт, треба да имаме готови проекти.
Се оно што имаше општина Виница готови проекти и во изминатите 100 дена кои што успеавме да ги направиме, аплициравме и еве гледаме дека дел од овие проекти кои што ги аплициравме и добивме финансиска подршка. Се оно што немаме проекти, кои што имаме само идејно решение, во иднина очекувам дека ќе имаме некоја подобра соработка и инвестициите ќе се зголемат. Интегрално обраќање на денешната пресконференција на градоначалникот Ивица Димитров, телевизија Кочани, ќе го емитува веднаш по вестите, односно околу 20 часот.